Добре, криптоентузијасти, денеска ќе поразговараме за една многу битна тема, со тоа што оваа тема може да смени многу работи во следниот период од, да речем, вашите животи, со тоа што исклучиво, значи, битна тема и се надевам дека ќе обрнете внимание колку што е потребно, и за ние да ги собереме овие податоци ни беше потребно доста време, со оглед на фактот дека скоро и да не постојат информации, значи едноставно постојат само некои општи работи кои што може да ги најдете за DCMA и за овој така наречен Universal Monetary Unit. Значи, ова нешто се случува позади затворени врати, се случува и верувајте ми е многу страшно, со оглед на фактот дека она што се обидуваат да го направат на светско ниво, овој пат на глобално ниво, е многу поголема приказна од она што нас ни се представува на локално ниво. Односно, поголемиот дел од нас верувавме дека CBDC се прави само на локално ниво, секоја од државите тоа го прави засебно, за да дознаеме дека не е тоа случајот и дека постојат дури глобални тела кои што моментално промовираат и се обидуваат да направат таков тип на веќе глобална мрежа на некој начин меѓусебна трговија помеѓу CBDC и нивен развој. Значи тоа е многу страшно со оглед на фактот дека ваков тип на глобално на некој начин унитализирање, односно спојување на сите овие CBDC заедно, буквално представува градење на еден глобален кафес. Значи, ќе објасниме се во детали, сето ова не се крие, очигледно е таму надвор, но е многу тешко да се најде со оглед на фактот дека на овие организации не им е битно вие да знаете, на овие организации им е битно помеѓу себе да се договорат. Главна причина поради која што на некој начин јас толку многу истражував посебно на оваа тема е тоа што, значи, можеме да видиме и сами дека многу од државите почнуваат да го на некој начин обегнуваат доларот за меѓусебна трговија на светски размери и значи буквално ова доаѓа поради неактивноста на Америка да го заштити сопствениот долар кога огромни економии едноставно се обидуваат да го отфрлат. Значи првиот на некој начин како да кажем доказ го добивме кога Саудиска Арабија едноставно престанува да соработува со Америка и очигледно најавува дека ќе тргува нафта во други валути, Америка не превзема ништо околу тоа. Потоа гледаме како огромни држави и економии помеѓу себе почнуваат да прават договори во кои што ќе тргуваат со меѓусебни валути, Америка не превзема ништо околу тоа. Знаеме и сами дека Америка за многу помали провокации правела многу поголеми проблеми и наеднаш, значи мене не ми беше јасно зошто Америка ниту во еден од овие случаи не превзема ништо. Се додека не го видов овој настан, што во позадина може да го видите, значи овој пролетен состанок во 2023 година од страна на Интернационалниот монетарен фонд и кога дознав конечно за ова Universal Monetary Unit и DCMA, ова глобална, така речено алатка или глобална како да кажем, институција која што се обидува да го прошири, така речено, развојот на CBDC низ целиот свет, со тоа што ако една работа и комунисти и капиталисти и сите останати политички суштества на светов имаат заедничко е обидот за целосна власт над своите земји. Така да во оваа ситуација гледаме дека има унитарност, како што може да видите, знамето на Венецуела може да го ставите со останатите членки на НАТО, тоа може да се направи само поради една причина, тоа е глобална контрола и контрола на населението во сопствената држава. Значи, звучи страшно, верувајте ми, многу пострашно од страшно е, но прво, пред да дојдеме до објаснување која е оваа институција, како е настаната, што е нејзината цел, што представува овој УМУ, Universal Monetary Unit, значи мораме да објасниме од каде се тоа доаѓа. Значи многу од нашите, верувам, нови гледачи на канал не знаат што е CBDC, ние веќе имаме направено соодветни видеа за тоа. Значи во дескрипција, односно на крајот од самото видео, во предлог, ќе добиете неколку видеа во кои што, значи ќе има две видеа во кои што може да видите точно што представува CBDC, како тоа е поврзано со social score и со вашите електронски идентификациони картички, со цел да разберете како се тоа функционира за да предизвика да има целосна контрола над вас, а ова видео е надгрба на тоа претходно видео, каде што ќе објасниме како тоа се обидува да го направат на глобално ниво со ваков тип на посебна организација и посебен тип на CBDC кој треба да представува меѓународен CBDC. Прво ќе започнеме со обично објаснување на тоа што представува CBDC и кои се институциите кои што го поддржуваат ваквото, како да кажем, грубо нарушување на крипто и леджер технологијата со цел да ја приватизираат за употребите на властите во светот.
Значи CBDC практично представува исто како и самиот биткоин и како и самите приватни леджер технологии, било кој од овие практично проекти, со тоа што ова е само приватизирање на таквата технологија, каде што можеме да забележиме и сами дека во сите овие карактеристики едните се сосема наспротивни на другите, иако станува збор за иста технологија. Односно, идејата дека самата криптотехнологија може во било кој време да се приватизира и поседува од една институција е комплетно обратно од она што цели самиот криптосектор, односно зашто е измислена леджер технологијата. Така да, ќе поминеме преку основните карактеристики за да ви биде појасно што представува и која е разликата помеѓу CBDC, Central Bank Digital Currency, односно дигитална валута на Централна банка, и биткоин во оваа ситуација како најпозната и најголема криптовалута, но важи за сите останати. Знаеме дека најчесто, посебно биткоин, истиот има финална бројка на юнити кој што може да ги има, тоа е 21 милион и никогаш не може да има повеќе. За разлика од тоа, CBDC представува леджер технологија, леджер пара, на некој начин, која што можеме да произведуваме во неограничена количина. Односно, само централниот орган, банката, кој што едноставно е задолжен за овој проект, има целосна контрола на тоа колку юнити ќе има, односно колку практично дигитални валути ќе има, и со буквално еден клик може да ја зголеми или намали нивната количина. Сега вие замислете, во денешно време не постои држава која што не е направила огромна инфлација на сопствената валута со преголемо принтање само заради тоа што може. Затоа што има целосна моќ над практично фиат парите, значи секојдневните пари како денар, евро и слично, да принтаат колку сакаат. Замислете сега да ги отстраните сите овие пречки каде што мора многу голем период и на некој начин целосна процедура да поминат за да испринтаат колку сакаат пари, и да им дадете моќ со само едно кликање на копче да додадат колку сакаат пари на нивната сметка. Тоа правите моментално со поддржување на CBDC. Односно, ако дозволиме на владите да имаат CBDC, дигитална верзија на денешните валути, нема да имаат потреба да принтаат, туку ќе може буквално со едно копче да додадат колку сакаат пари на своето конто. Мислете му дури тогаш што ќе правите со инфлацијата. Но они ќе ви убедуваат дека идејата е да нема инфлација, односно они ќе може да бришат колку сакаат од ова конто со цел директно да намалат инфлацијата, него ли да користат монетарни алатки за тоа да го направат. Значи, уште еднаш ќе напоменам, бидете предпазливи ако им дозволиме ова да го направат, ова е една од најголемите проблеми кои што може, значи тоа се истите оние економисти и финансиски водачи кои што не доведоа до оваа инфлациона криза, каде што ги препринтаа собствените домашни валути, сега им давате моќ да го направат тоа со копче. Значи, на истите тие луѓе, имајте опрем. Централизирани, за разлика од децентрализирани, значи децентрализирани во оваа ситуација на биткоин, значи дека никој ја нема клучната моќ да прави што сака со ваквата валута. За разлика од тоа, овдека целата моќ доаѓа од само една институција, која што очигледно е во секој случај доминирана и контролирана директно од владата која што моментално е на власт. Замислете кога целата финансиска економија во една држава е дадена на една страна, една институција да ја контролира како сака. Значи, толку треба да кажам, повеќе од тоа останува на вас. Јасна монетарна полиса, овдека е на некој начин не нејасна, туку може да се смени како сака, се разбираме. Зошто е тоа така? Затоа што овдека, посебно во биткоин, значи целата монетарна политика е креирана и поставена според одредени алгоритми и одредени математички правила кои што не може да бидат нарушени. Значи не постои начин како да го промените тоа. Тоа дека за разлика од тоа, овдека буквално во било кое време они може да ја диригираат монетарната политика на ваквата валута. Значи може да ви кажат во било кое време што да купите, дали смеете, дали не смеете, колку смеете да купите, да ви кажат кога треба да ги трошите вашите пари или дали да ги трошите вашите пари. Значи до тој степен вие им давате контрола. Да ви биде јасно, ова се случува. Потоа, леджерот самиот по себе овдека е отворен и е без соодветни дозволи,
додека овдека е затворен и со соодветни дозволи. Што е уствари ова што треба да го знаете? Значи, на CBDC само банката има пристап до леджерот, односно тоа е уствари онаа книга во која што се запишуваат сите трансакции. Додека за разлика од тоа, во самите криптовалути, значи леджерот е јавен и било кој може да го провери, затоа и постојат таков тип на експлорери, например Bitcoin Explorer, Atom Explorer, не знам, Ripple Explorer, каде што може секоја трансакција е видлива и може да видите кој на кого што му пратил. За разлика од тоа, овдека имате затворен и леджер со дозвола, каде што мора да имате дозвола за да може да го погледнете леджер и да видите што се случувало. Да не забораваме на фактот дека овдека никоја од трансакциите не може да биде променета, еднаш направена и тоа е тоа. Тука завршува, значи, иако сте погрешили адреса, сте пратиле на погрешен човек, сте пратиле непостоечка адреса, тоа е тоа. Значи нема враќање. Додека за разлика од тоа, во CBDC они може да пишуваат и бришат што сакаат затоа што директно го поседуваат леджерот. Следно, risk of seizure, unconfiscatable. Значи risk of seizure тоа значи дека во било кое време, по било кој закон, они може да одлучат вас да ви земат тоа што го имате на вашите адреси. Во превод, ако имате било каков тип на адреса на која што имате биткоин, никој никако не може да дојде до неа, освен вие со вашиот клуч. За разлика од тоа, ако имате CBDC, односно тоа што сите ќе го имаме сакале ние или не, во било кое време може поради било кои причини што они сметаат дека се валидни, да ви ги запрат, замрзнат, било што. Значи што сакаат може да прават. Тоа е нивни леджер, тоа е нивна книга и може да ја менуваат како сакаат. Тоа да ви биде јасно. Privacy invasive, privacy conscious. Идејата е дека биткоин самиот по себе не е приватен. Значи, вие се уште ги гледате трансакциите, гледате кој на кого праќа. Но, во оваа ситуација потребни се соодветни алатки, за да може да утврдите кој на кого пратил, затоа и постојат таков тип на компании кои што вршат ваков тип на услуги на дигитално следење да се види кој на кого и што пратил. Но тоа е практично тоа е поентата на јавен леджер, така? Додека за разлика од тоа, во CBDC вие сте комплетно и постојано надгледувани. Значи не постои трансакција која што не е надгледувана. Крај на муабетот. Знаат точно кој на кого што му пратил зошто. Значи нема никаква приватност, нула. Со кеш имате приватност. Зошто? Затоа што може да го дадете на било кој поради било која причина. Со оваков тип на CBDC, Central Bank Digital Currency, вие целосно ја предавате вашата приватност во рацете на владата. Замислете колку тоа им се допаени. И censorship resistant enables censorship. Censorship resistant, односно никој не може да ме притисне затоа што никој не може да дојде до вашите финансиски средства. Ако поседувате биткоин, ништо не ви може. Че вие може да го пратите, може да правите што сакате со него, никој нема директна моќ затоа што е децентрализиран, на тој начин никој не може да ви забрани или насочи што ќе правите и како ќе користите вашиот биткоин. За разлика од тоа, со CBDC вие буквално им давате моќ на тираните кои што се уште не владеат, уште поголема моќ, да едноставно во било кое време, поради било која причина, ве блокираат. Че многу едноставно. Тоа веќе се случува во Кина, погледнете во видеото на крајот од нашето видео во препорака, каде што ќе ви објасниме и што представува Social Score, и тоа моментално активно се случува во Кина, а верувајте ми ќе се случува низ целиот свет. Па замислете дали ќе може да зборувате против владата, против полицијата, против не знам кој, кога оние имаат оваа финансиска моќ над вас. Значи целосна финансиска моќ. Имајте го тоа во предвид, тоа се основите по кои што вие практично одлучувате дали сакате или не да има CBDC во вашата земја. Сакале или не, моментално постојат примери во кои што како во Нигерија се присилени да имаат CBDC, затоа што едноставно државата направи со присила практично преку кратење на кешот да немаат друг избор освен да се нафатат на CBDC. Така да имајте го тоа во предвид, доаѓа многу брзо и во Кината блиску до вас, како што велат на трейлерите. Сега, кој го промовира ова? Значи, прво да не заборавиме дека, пак ќе кажам, оваков тип на утопија, значи сите овие светски играчи се сплотени, да се разбереме. На сите светски играчи им одговара. Проблемот е што повторно ќе се створат блокови на оваков тип на, да речем, CBDC, каде што нормално дека никој не сака да предаде на една централна моќ, како што е, например, во случајов да го води тоа ВЕФ или не знам, НАТО или кој да е. Но во секој случај, главната цел е дека сите овие органи се сплотени кога станува збор за доминација над работничката класа. Сега,
Central Bank Digital Currency, how money could be redesigned од вашиот единствен светски економски форум. Односно, уште одамна ова се пропагира во 17 јануари 2023 година. Апла, сите што дојдоа таму на посета во Давос, им беше дадена задача за домашна да се почнат со CBDC дома. Следни, кои што нормално го промовираат, се Bank of International Settlements, кој што е светска централна банка, така речено, која што исто така може да видите дека работи активно на промовирање на CBDC. Нормално да не заборавиме. Европската централна банка, која што моментално и наложи на Народната банка на Република Македонија да почне со развој на дигитален денар, нормално они се веќе дебело во развој и тоа во пилот фаза за дигиталното евро, да не заборавиме. Да не заборавим исто така и вашите единствени We Are NATO екипа, Atlantic Council, уствари е НАТО, значи North Atlantic Treaty. Така, каде што исто така дигиталните валути, значи се промовираат директно од НАТО, да не се секирате, НАТО е секогаш позади секое срање, дури и Обединетите нации, какви се такви никакви, исто и они промовираат моментално Central Bank Digital Currency. Тоа е само да ви покаже колку Обединетите нации нема никаква врска ни со демократија, ни со интереси на луѓе. Значи, сето ова е централизирано и сето ова е поседувано од тие 1% кои што се обидува, поради тоа што сме премногу, да не контролираат со ваков тип на финансиска надмоќ. Односно, не може да направите ништо додека се што представува финансии го контролира директно и ве надгледува. Сега, да ги заборавиме овие претходни големи организации кои што го промовираат сето ова, ќе ги заборавиме, ќе ги трнеме на страна и ќе зборуваме за две кои што се најголеми пропагатори на CBDC, а тоа е Светската банка и Интернационалниот монетарен фонд. Ова е некоја си Кристалина Георгиева, ова е некоја татарка, ова не е наше. Значи е The Future of Money, Gearing Up for the Central Bank Digital Currency. CBDC не се далеку, CBDC се буквално на врата. Значи, они се свесни дека ако не го направат тоа сега, криптовалутите ќе го превземат финансискиот пазар. Затоа моментално овие две исклучиво битни институции во светот се обидуваат да го протнат ова без наше знаење во договор со вашите влади. Значи, сите држави, не само Македонија, сите држави. Сега ќе ви покажам точно затоа што они ова не го кријат, само што јас верувам дека никој од вас не седно сега да гледа што прави Интернационалниот монетарен фонд или што прави Светската банка, значи никој не го интересира. Побитно е турските серии да не пропуштите некоја епизода. Така да, сега, значи, прво една мала историја да сватите кои се овие две институции и зошто сега се вракаме на првата теза која што ви ја спомнав, Америка не превзема ништо поради губење на моќта на примат на резервна валута во светот, односно детронизирањето на доларот и како тоа е поврзано со овие две институции и зошто Америка моментално не крева никаков чалам во однос на губење на ваквиот примат. Значи, Интернационален монетарен фонд и Светската банка се создадени во исто време во 1944 година со Бретон Вудс договорот. Што представува Бретон Вудс договорот? Ќе сме разговарали многу пати, ќе мораме да потсетиме. Представува договор во кој што Америка, поради тоа што има најголема резерва на злато, во договор со останатите, да речем, големи играчи на светот, се договараат дека светска резервна валута ќе биде доларот, со тоа што и голем дел од овие држави го пренесуваат своето злато во оваа ситуација во Америка, на чување во тие огромни трезори на Форт Нокс, каде што во оваа ситуација фактички вие имате така речено создавање на светска валута и на тој начин и се дава конечно примат на Америка, со тоа што долар ќе биде светска валута, но во тоа време во противредност со злато. Потоа они што засрале, не е битно, но идејата е дека во тој момент се создава и овие две основни институции кои што се дел од Бретон Вудс договорот и многу битна работа која што треба да запамтите за нив се со седиште во Вашингтон DC. Че тоа не е за џабе. Ова се уствари светските булис или светските насилници кога станува збор за сега ќе ви кажам како функционира тоа, многу едноставно. Да речеме, прост пример. Аргентина почнува да не се допаѓа тоа што е директно зависи од доларот и се обидува да направи нешто во однос на, не знам, прифаќање на криптовалути, бла бла бла. Така.
Што прави Америка? Кога Америка има директен примат затоа што го поседува доларот, а вие сте само една држава во светот, ќе направи било каков тип на потребни економски непогодности за вашата земја, како што се санкции, како што се на некој начин ќе ги натера своите партнери да ве игнорираат, да не можете да тргувате со нив и ќе предизвика да имате пример инфлација, да имате нестабилности, да имате политички што и да е. Со тоа што досега најголема алатка за војна, значи за директна репресија која што има е недостигот на долари за меѓународна размена. И во оваа ситуација може да предизвика големо поместување на инфлацијата во вашата земја, како што тоа го направи во Венецуела, Никарагва, Зимбабве, во оваа ситуација и во Аргентина, затоа што моментално инфлацијата во Аргентина е страшна, кој што директно е направено со користење на доларите со цел да ја предизвикаат оваа инфлација во вашата земја. Не навлегуваме во тоа како и што, идејата е дека ја имаат таа моќ. За потоа да дојде Интернационален монетарен фонд или Светската банка и да ви понудат помош со тоа што вие ќе треба да исполните одредени услови како и секогаш. Кои се условите? Ќе дадете плодно земјиште, земјоделско или пак на пример ако сте имали идеја да бидете криптоземја, нема да бидете. Ќе се откажете од таквите планови. Истата ситуација се случи и со Ел Салвадор. Во моментот кога истапија да каже дека ќе има биткоин како резервна валута, Интернационален монетарен фонд беше првиот што кажа дека нема да им помогне доколку го прифата тоа и го направат да биде, нели, кај нив да биде практично закон. Така да, ова се оние насилници кои што ви ги праќаат кога вашата земја е на колена, да ви кажат дека ако сакате спас, ќе мора да направите ова или она. Значи овие две. Со тоа што ако станува збор за, значи единствена разлика е како станува збор за како се спасува земја. Со давање на кредит, исто кој што кај нас исти лебарки го прават, значи у влада. Значи едноставно што правите? Ќе ви дадеме или краток или средно траен заем или ќе ви дадеме долг заем. Тоа е разликата. Светската банка долги заеми дава, додека Интернационален монетарен фонд кратки и средни. Сега колку е тоа не е ни битно, идеја дека времетраењето на заемот кој што ви го дава е единствената причина поради која што овие се две различни институции. И да не заборавиме дека уште еднаш нивното седиште е во Вашингтон DC. И она што ви го даваат како заем секогаш е во долари. Што значи дека ова се лева и десна рака за шлапање шамари на Америка. Сега, затоа е многу битно да сватите кои се овие две организации, за да сватите како овие две организации сега директно се замешани во креирање на оваа нова институција. Значи, само уште еднаш ќе напоменам дека скоро сите земји се членки на АМФ, значи немате тука избор. Едноставно, за да бидете дел од светската меѓународна трговија, мора да бидете член и на АМФ. На тој начин ве држат под контрола. Сега, ова е само чисто да видите кои се сличностите помеѓу нив. Значи, уште едно само ќе ги наброиме на брзина. Значи, и двете се директно поседувани и водени од владите на членовите на овие тела. Значи, скоро секоја земја на светот е дел од овие институции, е член на овие институции. И двете се занимаваат со економски проблеми. И двете се фокусирани на на заекнување на економиите на членките земји, на земјите членки. Имаат заеднички состаноци годишни, имаат двете, значи како што кажаме, седиште во Вашингтон DC и имаат двете соодветни, нели, заеднички тела кои што работат бла бла бла. Уште еднаш ќе напоменам, овие се тие што доаѓаат да ви дадат спас кога немате излез, односно кога ќе направите преголем долг во вашата земја. Значи, знаете и сами се слушале тоа дека и нашите истото го прават, односно секоја земја моментално е базирана економијата на долг. Сите земји во светот. И на тој начин АМФ ве држи под контрола. Ако сакате следен за АМФ, мора да го слушате тоа што ќе ви го кажеме. Значи, на тој начин, преку ова зависност на постојано давање кредити, вие немате друг избор освен да слушате тоа што ќе ви биде наложено, а кој стои позади тоа? Каде се нивните седишта, јасно е кој стои позади тоа. Сега, нормално што еднаш ќе напоменам, значи АМФ е главниот пропагатор на CBDC. Со тоа што последниот состанок на 11 април 2023 година практично не е толку состанок колку што е Apple пазар за CBDC. Значи пазар за CBDC Apple. Сега,
само да ви објасниме како тоа изгледа. Они самите кажуваат дека 40 земји сами истапиле и побарале насоки како да креираат свој CBDC во сопствената земја. Значи 40 земји од 200 е скоро 1/4. Тоа е на последниот. Со тоа што ако некој ви каже дека не прават, ве лажат, значи ова е моментално активен тракер на тоа кои моментално развиваат, нели, доставен до вас од вашиот НАТО, пријателски НАТО. Значи ова е тракер за да видите кои земји во која фаза се, со тоа што само овој дел ќе го поминеме денес, а тоа е од 100% земји во светот, значи може да видите дека канцелт, односно оние кои што не се нафатиле или кои што ги запреле, е само овој мал дел овдека, не знам, можеби 1%, и ова е необјаснето. Претпоставувам кои што викаат тука е џунгла, па не може нели да се направи такво нешто. Значи 90 и колку е ова? 97-98% се во некаква фаза на развој. Со тоа што и да ги извадиме овие неактивни, значи скоро 83-84% се во некаква активна фаза. Со тоа што веќе имате 10% од земјите во светот кои што се лансирани и функционираат. 16 се во активна пилот фаза, што значи дека се функционираат. Тоа се оприлика 26%, како што кажавме, 1/4 од вкупниот број на земји во светот кои што се во активна фаза. Значи, активна фаза, не заборавајте. Но вас ви кажуваат дека е тоа многу далеку, дека има време. Нема време, се случува моментално, тоа да ви биде јасно. Со тоа што и овој интересен артикл овдека објаснува дека IMF буквално, значи последната конференција на IMF представува ланчпад за нови CBDC. Значи ова се случува позадина, а ние практично не сме ни известени. Еве, значи освен тоа мал артикл за дигитален денар. Дали вие сте нашли некаде на некој вести да ви кажат дека се создава моментално дигитален денар? Дали некој ви го спомнал воопште тоа? А овдека се држат меѓународни конференции за развој на CBDC. Тоа не е ништо. Гледате до каде сега се тоа води. Сега, овдека се зборува директно за ЮМУ, со тоа што поседат, значи се оди еден чекор понапред. Не само што се даваат совети како да се направи CBDC, тука моментално светските стерони веќе се договориле да направат и Digital Currency Monetary Authority. Значи имаме централно тело кое што треба да ги промовира сега за сега CBDC низ целиот свет. Значи гледате, они веќе направиле со тоа што, значи јас протарашкав некои работи, успеав да дознам, иако го нема тоа официјално, постојат земји членки, централни банки кои што се членки, комерцијални банки кои што се членки на ова тело. Значи ова тело веќе функционира, ова не е предлог. Значи ова е тело кое што активно функционира во светот. За стварите да бидат уште поинтересни, не престанале овде. Значи, на страна тоа што они направили ваков тип на тело кое што треба да го шири добриот збор за CBDC, они направиле и централна CBDC валута, која што треба да представува замена за денешниот долар. Овдека доаѓаем до моментот каде што овој Universal Monetary Unit, ЮМУ, како и да се нарекува, е уствари замена за активно користење на доларот на светско ниво, кој што треба да биде CBDC на сите CBDCs. Како ќе објасниме сега, но сакам да ви кажам, ова е причината поради која што на почеток спомнавме дека не ни јасно зашто Америка не реагира никаде, каде што луѓето наставно престануваат да користат доларот. Затоа што очигледно има план Б, кој што очигледно треба да представува, значи активно користење на овој юнит, кој што е, значи сега да се вратиме назад, директно контролиран од DCMA, односно Digital Currency Monetary Authority, кој што е создаден со благослов на IMF. А IMF и World Bank, исто така World Bank го поддржува, се со седиште во Вашингтон DC. Дали ви е јасно како се тоа моментално функционира? Со тоа што дополнително за стварите да биде појасни, само да најдем каде е веста, да. Значи, прост пример, исто така уште една интересна што одваја и ископав, дека предходен чиф, значи депути чиф, заменик одговорен за дата обработка на департментот, односно трежери на Обединетите американски држави, че 10 имиња имаат. Значи, истиот е директен советник на DCMA ауторитито во однос на користење и енжиниринг на UMU. Значи,
Ова треба да ви биде јасно како директно се поврзани со и поддржани од Мурика. Значи сега веќе многу појасно изгледаат работите зошто Америка не реагира на ситуациите моментално каде што едноставно активно се прави дамп на доларот од одредени економии и држави. Сега, да навлеземе во тоа кој е и што е и зошто е. Значи, IMF and DCMA unveil Universal Monetary Unit to reinforce banking. Значи, еве за кого се прави тоа. Се разбираме? Значи, на овој начин они практично помагаат на централните банки да останат релевантни и прават конекција помеѓу сите нив. Практично овој UMU unit, кој што моментално гледате овдека, има така речено иста моќ како SWIFT. Ќе објасниме и за тоа се подетално, но сега само сакам да ви објаснам како изгледа прилика, затоа што значи, многу малку репортирање има направено во однос на ова UMU unit и гледаме дека ова се доста свежи вести, значи 17 април. Ова е 12 април. Значи ова е од овој последен 11 април, што и да било, нели, некоја конференција за CBDCs, каде што очигледно почнуваат да се договараат за тоа што понатаму. Сега, прво DCMA, односно Digital Currency Monetary Authority. Значи истиот гледаме дека според нивната страна, што е нивна страна, официјално зборува за промовирање и поддржување на CBDC проектите низ целиот свет, каде што истите се и креатори на Unicoin Network. Односно, идејата на овој Unicoin, UMU, Universal Monetary Unit, е да биде, така речено, Ethereum за CBDCs во светот. Односно, да биде екосистем врз кој што ќе може да се градат и ќе може да се поврзат сите CBDCs во светот. Со тоа што оди многу подалеку од тоа. Не само CBDCs, туку, ќе можеме да погледнеме овдека, централни банки, комерцијални банки, финтек, значи зборуваме за нели она огромна индустрија на технологија, влади, дури и менувачници на криптовалути. Значи, буквално да поврзе се на истата оваа мрежа, каде што они ќе представуваат така речено, нели, основа на крипто. Со тоа што го нарекуваат дури крипто 2.0. Значи да не забораваме, ова е многу подобро, така. Значи, уште еднаш ќе напоменам. Многу е подобро. Може да видите овдека колку е подобро од основното крипто. Кога ќе ви кажат крипто 2.0, сетете се на оваа слика. Сега, значи, Universal Monetary Unit представува POS, верували или не, криптовалута, каде што истата дури има и собствен посебен тип на технологија, која што мислам дека е овдека представена, а тоа е SPOT, Staked Proof of Trust. Значи, ова е посебна технологија која што си развива они. Сега, интересната работа околу оваа валута е тоа што ова не е валута која што е во развој. Ова е валута која што е активна моментално, верувале или не. Значи, ова никој не го спомнал претходно. И наеднаш од нигде никаде доаѓа ситуација во која што они ни кажуваат дека ова активно моментално постои. Значи, до таму доаѓа. Така, со тоа што крипто 2.0, значи го отворив ова во нов таб, само за да ви покажам нешто интересно. Вака сега. Значи, the Digital Currency Monetary Authority introduces a Global Digital Banking Framework for Crypto 2.0. Исто така, да видите кој друго поддржува се тоа, затоа ви велам, кога станува збор за потиснување на рајата, на работничката рака, сите се сложни. Значи, гледайте кој го поддржува. Нивната работа е, нели, објавена, очигледно и поддржана од Европската комисија, од Обединетите нации, значи Обединетите нации го поддржуваат ова, така, и од Светскиот економски форум. Не постои гомно што не е поддржано од Светскиот економски форум, и да не забораваме дека уште во 2018 година оваа институција преговарала и на некој начин практично добила поддршка од People's Bank of China. Значи и Кина на некој начин го одобрува ово со оглед на фактот дека и они имаат свој CBDC. Значи ова само го отвори за да ви покажам дека сите овие гомна се на иста страна. Значи не постои разлика кога станува збор за контрола над обичната раја, да ви биде јасно. Сега, крипто 2.0 овдека објаснува малку подетално во однос на оваа мрежа која што сакаат да направат. Сега ние само ќе ги поминеме овие точки за да сватите што уствари се тоа се случува и што сакаат да направат. Значи ова е, како што рековме, првиот тип на мрежа која што има, нели, POS, значи тоа е типот на Ledger технологија која што користат. Stake Proof of Trust, значи очигледно уште не знаеме ништо, ќе видиме каков тип на POS е ова, нели. Го знаме ова дека е POS затоа што понатаму кажуваат дека активно може да ги стейкате за дури 20% верувале или не, stake reward. Само ќе ви го кажам тоа малку подоцна. Point to point
cryptographic cash for retail CBDCs, значи ова е директно преместување на кеш од една на друга страна, нели? CBDCs, да не заборавиме, peer-to-peer cryptographic cash for wholesale CBDCs. Сега овдека разликата е retail представува секојдневен физички лица и компании сектор, wholesale представува директна комуникација помеѓу CBDCs, односно трансакции помеѓу влади. Digital Know Your Customer, значи не заборавајте дека овдека Know Your Customer ќе биде на највисоко ниво, односно нема бегање. Овдека ќе знаат и кои сте и што сте и се, за да може да се приклучите на оваа мрежа, да бидеме реални. Privacy and Data Protection. Ова е најголемата смешка што некогаш сум ја видел. Значи они сакаат да ви кажат дека се ќе биде заштитено и се ќе биде приватно. Немој да се секирате. Пак да се вратиме на сликава, значи немој да се секирате. Се ќе биде приватно заштитено. Значи нема никој друг да знае освен вашата влада што правите. Немој да се секирате. Сега, овој дел. Jurisdictional Anti-Money Laundering Rules and Monitoring. Значи се Privacy and Data Protection, ама значи они ќе може како сака, значи гледате. Anti-Money Laundering значи право, односно закони за против перење на пари, така. Каде што они во било кој време ќе можат директно да ги применуваат овие правила. Сега, интересно е што овие правила повторно они ги прават. Значи они може да направат како сакаат право и во било кое време да го применат директно. Значи кога станува збор за кеш, они не може да го применат поради тоа што они не знаат дека вие го имате кешот. Но во оваа ситуација каде што вие имате приватна мрежа на која што вие држите CBDCs, кои што се приватни, значи они може во било кое време да ви применат било каков тип на закон кој што е наводно добар заради забрана на перење на пари и мониторинг. Каде е тука приватност и мониторинг во иста, не разбирам. Како приватноста и мониторингот се во иста страшно. Добро, значи Jurisdictional Sanctions Enforcement, извинете. Значи гледате да каде оди ова. Директно се сеќавате што ви кажа CBDC, ова веќе ви го набројале овде. Значи веќе нема не го ни кријат. Значи што ви кажат? Директно применување на санкции. Тоа значи дека ако вие поседувате UMU или сте дел од оваа CBDC мрежа на еден или друг начин, директно ќе ви ги применат санкциите. Блок. Нема пари, нема јадење. Значи директно пример, подобро здравје. Multi-ledger DLT for full service digital banking. Ова е уствари дека и приватните леджери на банките и на засебните држави ќе бидат прифатени и ќе бидат наречено, значи ова ќе биде практично екосистемот врз кој што ќе се базираат сите останати CBDCs и приватни леджери на банки и ќе бидат интероперабилни. Тоа е идејата, за тоа и се градат на практично овој еден екосистем. Open Standards for Cross CBDC Interoperability. Уште една иста таква ситуација, каде што секој CBDC на било која држава ќе може да биде поврзан на оваа интернационална мрежа. Значи, Crypto 2.0. Одлично. Само прифатете. И сега овдека нели ги ставаат као основните квалитети, но ниту еден од нив не го спомиња ова. Така. Значи не се спомиња. Така. Како и да е. Уште еднаш ќе се вратам уште еднаш на оваа ситуација, значи не заборавајте дека директно ќе ги применуваат санкциите на вас. Така. Сега. Овдека нели ќе поразговарам малку повеќе за самиот юнит и како истиот, значи е замислено да се користи практично. Сега на самата страна DCMA можеме да видиме кои се основните цели за кои што ќе се користи овој UMU. Значи идејата е, пред да објаснам кои се целите, да имате интернационален CBDC кој што ќе ги поврзува еден со друг сите останати CBDC банки и останати нели практично финансиски учесници. Каде што било кој од овие, да речем дигитални верзии на евро, долар и слично, ќе може во било кое време, на било кој друг учесник на овој огромен пазар, глобален, да му прати со тоа што ќе го промени во UMU, а потоа ќе биде пратен на другата страна во било која друга нели, валута која што ја посакуваат. Значи тоа веќе постои, например, тоа го прави Ripple, тоа го прави Stellar, каде што меѓугранични плаќања се прават со тоа што практично вие трансферирате од едена валута, да речем јен, ја трансферирате во Ripple и на другата страна лицето кое што треба да ја добива во одредена валута. Првата цел е Open Market Operations, односно станува збор за активно користење на пари на секојдневен пазар во одредена држава, каде што практично они предлагаат дека земјите кои што се да речем членки или кои што сакаат да направат свој CBDC проект, може да го направат директно
врз Unicoin, односно UMU екосистемот. Во оваа ситуација фактички они тоа е како на пример да направите свој дигитален коин врз екосистемот на Ethereum. Така, вие секако имате ERC20 токен, но основната технологија врз која што е изграден е сепак Ethereum. Истата ситуација е и овдека, каде што практично они им објаснуваат дека во било кое време ќе можат со многу лесно користење на намалување и изголемување на колку имате практично моментално CBDC валута, со тоа што тоа го прават преку користење на овој UMU софтвер, Ledger, да ги намалуваат и изголемуваат со цел да регулираат инфлација. Значи се тоа е одлично, но не заборавајте дека ова е во раци на луѓе кои што ќе го злоупотребат 300%, не 100%. Така да, Open Market Operations, кога станува збор за манипулирање и секојдневно користење на одредена валута, е добро да имате ваков тип на контрола, но кога ова го давате на влади кои што се претходно корумпирани до коска, станува збор за директно манипулирање од најголем тип. Значи од најголем тип, она што ви го кажав, производство на пари колку сакаат, кога сакаат, каде сакаат, за кого сакаат. Значи иако овдека ова кој ќе го прочитате одлично звучи, тоа е идејата. Cash reserves. Cash reserves овдека дури и објаснуваат дека на пример е добро банките наместо претходно да чуваат кеш во кеш резерви во кеш нормално, значи сега многу поедноставно ќе биде кога истите ги чуваат во Unicoin или ги чуваат во локален CBDC изграден на Unicoin. Така, со тоа што дури се кажува дека во оваа ситуација ќе имате посебен инсентив да не мора дури ни да чуваат толку големи резерви, затоа што идејата со кеш е дека доколку некој, на пример имате бенкран во кој што имате 1000 луѓе кои што стојат надвор од банката и сакаат да си повлечат парите директно во кеш. Во таа ситуација вие треба да имате огромна количина на кеш, која што доколку станува збор за CBDC и го елиминирате целиот тој кеш, вие немате потреба да чекате од централната банка да ви донесат соодветна количина на кеш за да можете да ги покриете сите оние луѓе кои што чекаат. Туку едноставно ќе може директно да користите оваа резерва која што ја чувате во ваков тип на CBDC или во UMU, како и да е, не знам ни како да го наречам. Така да ќе имате потреба многу помала резерва, а да не забораваме на фактот дека во било кое време државата може да испринта пари колку сака и да ви ги покрие сметките во банка, но тоа не се зборува. Зборуваме за чување резерви, да ги биде многу поедноставно. Да, но тоа ќе биде повторно злоупотребено, знаете и сами. И нормално foreign exchange FX, значи ова е практично каде што се објаснува дека овој Unicoin ќе биде многу поедноставен за трансакции надвор од држава. Каде што CBDC од една држава треба да ги промените во CBDC од друга држава, каде што истото може да го направите со користење на ликвидите кои што ви го дава Unicoin. Тоа е идејата што ја има и Ripple и Stellar, но овој разликата во тоа е што Ripple и Stellar се приватни компании. И утре може да одлучат да не ви го дозволат тоа. За разлика од тоа, овдека станува збор за IMF, Светската банка, светска институција која што работи така речено како SWIFT, со еден куп држави и централни банки како членови, што значи дека многу повеќе би верувале на ваков тип на интернационална институција наместо на Ripple и SWIFT, на Ripple и Stellar, да бидеме реални. Така да не само тоа, него со оглед на фактот дека станува збор за светска дигитална валута CBDC, значи истите може да ви понудат најниска стапка на процент за промена од една во друга валута, затоа што го може тоа, они може да испринтаат колку сакаат во било кое време. Нормално дека може да го направат тоа. Така, со тоа што на тој начин сакаат да се напаруваат да бидат единствените и најдобри провайдери на ваков тип на услуга за меѓусебно променување на CBDC на целиот пазар во светот и Depository Interest Rates. Овдека го најдев тоа, каде што практично гледајте ова. Значи, за да натераат луѓето, тоа е тоа што ви го кажувам постојано, за да ги натераат луѓето да се нафатат на ваква работа, може да го направат тоа само преку финансиска, во случајов инсентив, односно награда. Со тоа што тоа е првата опција, а кога таа ќе отпадне, втората опција е да ги натераат, односно да им кажат, од утре нема кеш. Сакале или не, мора да се нафати на CBDC и нормално ќе буткаат на тоа да не ви биде дозволено или пак да ви го некој начин забранат пристапот до криптовалути, затоа што криптовалутите се сосема спротивно од оваа зло. Така да поради оваа причина првата работа како и секогаш е инсентив, односно награда. Значи, ако имате UMU коин, вас ви е дадена на годишно ниво 20% награда за стейкинг доколку ги чувате овие валути. Само не заборавајте дека ова е CBDC и не заборавајте дека они може било кој време да ви ја земат наградата. По било кој основ, светска криза е, моментално ќе ја повлечеме наградата што ви ја дадовме, чао.
Кај ќе се жалите? На кого ќе се жалите? Светска организација, значи не е ова Polkadot и не знам Cardano, па ќе си ги сменам во друго, немате друго, тоа е тоа. Значи ќе си чувате во или нема да има друга опција. Тоа е начинот на кој што сакаат да функционира ова створење, со тоа што кажеме дека директно е поддржано од Америка, очигледно нема иначе да има ваков тип на високи функционери како представници и на некој начин советници на ваков тип на проект. И нормално имаат и своја, значи гледате yumu.cash, ова е буквално страна за самиот юнит. Значи го извади само за да видите дека моментално веќе постојат рати по кои што може да го смените. Значи она што ви го кажав дека истиот има на некој начин најдобри рати за промена во светот. Значи гледате, вие фактички може да купите од било која валута Юму и овдека ви пишува колку практично истиот би ви коштал, со тоа што вие може и да споредите како би изгледало моментално да го промените. Така, со тоа што гледате, значи овдека може да го споредите со било што. Значи, еве на пример со фунтата моментално еден Юму би коштал 0,79 фунти. Со тоа што како што може да видам, моментално е изедначен како стейблкоин, односно очигледно еден Юму представува $1. Значи ова е она што досега успеав да го видам, со тоа што гледаме дека постепено се качува таму, значи досега не бил. Останува да видиме како се тоа ќе се одвива, но очигледно ова постои. Значи ова не е идеја, ова официјално се случува. Значи тоа е идејата што сакам да ја кажам. Значи овие веќе гледате, постои, значи може да ја гледате. Значи тоа сакам да ја покажам. Значи вие фактички може да се регистрирате. Значи гледате имате sign in register каде што ви бара дали сте персонал или бизнис, че ако го разгледав ова, гледайте. Значи телефон, јас навистина не сакам да го направам, но како и да е, сакам да ви кажам дека официјално постои ова, не е измислена работа, очигледно ова може да го поседувате. Значи, не знам што да ви кажам. Дури на крајот, интересна работа која што ја забележав е Digital Currency Governance Consortium, кој што е од Светскиот економски форум, кој што според оно што го прочитав, е буквално иста ова сега ја верувам дека ова е идеја која што очигледно доаѓа уште од пред некое време. Само да видам кога е направен овој артикл. Мислам дека зошто ви го покажав овој исечок овдека, затоа што очигледно они веќе го предвиделе ова, само што малку поинаку се вика. Мислам дека ова е направено од 2020-2021, каде што очигледно овој DCGC е уствари она што моментално го гледаме во оваа институција. Сега интересно за крај што би сакал да уште да ви напоменам, значи многу битна работа кога го гледате ова е да најдете еден дел поточно, само да ви го покажам тоа, значи кога ќе ви кажат дека ова го има одредена CBDC валута, тоа значи дека истата е подлежна на било какви промени на оној кој што ја создава. Само се обидам да го најдам тој дел. Да, и да не забораваме дека истото е разговарано со огромен број на банкари. Значи овдека го имаше дел објаснето, ако не се лажам, во овој артикл. Да, еве прост пример, че има овдека кој да е, само да го најдам каде беше точно делот од каде ми отиде тој артикл, да не беше овде. Значи овдека се зборува, ево, Майк Огбалу, значи кој што е моментално представник на некоја си африканска payment and settlement system, кој што моментално кажува дека одлично направено, че ова е инспиративно. Значи сакам да ви кажам дека они очигледно помеѓу себе многу разговарале за тоа, станува збор за централни банки, држави и слично, но ништо од тоа очигледно не дошло до нас дека они се договараат за ова што моментално се случува. И уште еднаш ќе напоменам, само дајте ми момент да го најдам тој дел. Ево. Значи пазите што вели. The DCMA further revealed that UMU can be optimized to ensure compliance in all participating jurisdictions thanks to the adoption of a global public monetary architecture. Што уствари ова значи? Секогаш кој ќе ви кажат дека ова ќе биде програмибилни пари, односно пари кои што може да бидат програмирани, тоа значи дека може во било кое време да ги програмираат, да може да платите негде, да не може да платите негде, да може да платите во одредена количина, да мора да платите до одреден момент, да не може да чувате поголема количина од не знам колку. Значи, ова е најстрашната работа која што мора да ви биде јасна. Секогаш кога некој ќе ви каже CBDC или било каков тип на пари, исто како што беше ситуацијата со дигиталното евро. Значи, ако се сеќавате, пранкстериве, овие што се од Русија, двајцава, и се јавија на таа Легард, кој што е председател на Централната банка на Европа, која што јавно и гласно си призна дека дигиталното евро ќе биде направено така да може да биде програмирано и променето кога и како нив им одговара,
и ќе биде директно постојано следено. Се што треба секогаш да барате е оваа реченица, дека ќе биде optimized, односно ќе може да биде оптимизирано во однос на юрисдикциите, во однос на барањата кои што ги има секоја држава. Идејата овде е дека вие може да користите UMU како екосистем, а потоа самиот леџер да го усогласите на оно што вас ви е потребно за вашата држава. Она што треба да го разберете во оваа реченица е дека на тој начин, да земеме пример за кај нас дома, утре кога ќе имате дигитален тенар, они може да ви кажат од денеска нема да купувате млечни производи, затоа што нас не ни одговара и може да ги програмираат парите кога ќе отидете у маркет да си купите млеко, да не може да си купите. Или пак ќе ви речат од сега нема да купувате од Битолска, ќе купувате од не знам Гевгелиска млекар, се разбираме? Значи Битолска нема да купувате, одите, Битолска не ви дозволува. Едноставно не може да купите тој проект. Или ќе може да си купувате само до не знам 500 денари во продавница, одите на 500 денари, едноставно вас картичката не ви дозволува. Тоа е онаа програмибилност на ваквите дигитални валути, која што не сакаат вие да знаете. Значи, истото беше прашање во однос на дигиталното евро, кога ги прашаа представниците, рекоа дека нема да биде значи, идејата да не биде програмирачко, значи дека истото ќе биде исклучиво како кеш, само во дигитална верзија, каде што они не можат да ве натераат да го користите или да не го користите. Што направија? Немало они директно да го програмираат, туку за тоа ќе бидат задолжени банките. Уште подобро, дајте го тоа на некој напуцани бюрократи за они да го прават тоа. Идејата е дека моментално CBDC во било кое време ќе биде програмирана пара. Тоа е главниот проблем. Вас никој не може да ви каже каде го користите кешот. Но ваков тип на пара во било кое време може да ви биде наложено како, кога, дали и колку може да користите од ваквата валута. Така да ова што ви го покажувам е страшно. Подобро е да го знаете отколку да не го знаете. Верувам дека немаме ние голема моќ ова да го смениме, но битно е да знаеме дека ни се случува. Значи единствена работа која што можеме барем во овој момент да направиме е да се едуцираме, да знаеме што ни спремаат и каде се тоа води. Знам дека моментално можеме само да разговараме за се тоа, но верувам дека ќе дојде момент кога можеби ќе бидеме во состојба да смениме нешто. Така да, единствена работа што можам моментално како активен канал да ја направам е да ве известам за тоа што се случува, а нормално да вас останува како ќе го прифатите се тоа. Само уште еднаш ќе напоменам, значи у најмала рака што можеме да направиме е да ве известиме што доаѓа. Понатаму останува да видиме дали и кога ќе ни се пруџи шанса да направиме нешто околу тоа. А во меѓувреме да станеме сите богати, се надеваме дека следниот bull market сите ќе биде доста добар. Нормално тоа е поентата на каналот и нормално како и секогаш доколку ви се допадна ова, би ве замолил нели да го споделите со оние кои што би сакале да научат нешто повеќе како за дигиталната економија, така и за генерална економија, криптовалути и слично. И можеби сте виделе, можеби не, ова видео спаѓа од оние посебни видеа кои што ги имаме со оној стикер Big Brother is watching you, затоа што станува збор за нешто што доаѓа, а е негативно и би сакал да бидете информирани за истото, така да на некој начин тоа е една посебна плейлиста која може да ја најдете на нашиот канал, каде што сите овие негативни видеа за оно што моментално се спрема против нас, ги ставаме заедно за да може поедноставно да видите се што досега сме нашле, да може да едноставно го видите како функционира во светот и што можеме околу тоа да направиме. Така да ви благодарам како и секогаш за поддршката и се гледаме во следното видео. Поздрав од Crypto Gamici.